се работи за еден пример каде што е малку и сложен во смисла на надлежности и така натаму, кој е вашиот концепт и апропо тоа и ова со надлежностите, дали се јасно дефинирани, треба промена, дали граѓаните се доволно упатени за што кој е надлежен, ако самите институции не се упатени. Граѓаните, мислам дека, видете, граѓаните нема што да ги интересира кој е надлежен. Граѓаните сакаат кога излезат од дома да им е чисто. Зар мислите сега ако излезе градоначалникот на аеродром, ја да речам, не е чисто ради централна власт и граѓаните ги речат, добро. Граѓаните знаат да бидат чудени нашиот народ, да бидат, како да речам, директни, дури да не речем експлицитно вулгарни во тоа кога им треба нешто, бидејќи ја ќе ви кажам пластичен пример. Значи, деновиве со протестите, кога сме биле сите на некој начин плюс-минус заглавени во сообраќај, имаше многу свирежи и многу пцовки. Тогаш дел од граѓаните заглавени во сообраќајот не пцуеа ни по локалната, ни по централната власт, туку пцуеа по демонстрантите. Тоа ми е мојот. Значи, граѓанинот го чувствува проблемот во моментов и бара решение сега. И сега, колку и да звучи ова вулгарно или надвор од логиката, меѓутоа, ако надлежноста на град Скопје во други општини, каде што нема јавно комунално предпријатие, е на град Скопје, а јас гледам ѓубре кое ми мириса, кое ми пречи, а сум граѓанин, немам појма кој треба да ме собере, меѓутоа поблизок ми е градоначалникот на мојата општина отколку градоначалникот на град Скопје. И јас од него барам и почнувам по него дури да излевам негативни емоции, па дури и псовки. И тука е проблемот на запознавањето со надлежностите, од овој народ конечно треба да знае по кого да вика, ајде да не биде пцуење. Овој народ треба да вика по секого ако не му е чистено. Тоа е мој став. Зашто овој народ викаше прво по ВД градоначалникот? Иако не се негови ингеренции. Затоа што он е прв на удар, му прави притисок на него, за да он направи притисок на така. Он е власта и локалната власт моментално е иста. Добре, и во едно видео се вртеше, вели ќе се обидам со Тошковски, го кажавте примерот. Така, за тоа зборам. Тоа беше притисокот на граѓаните. Ние во аеродром најмногу го чувствуваме мирисот.